Почитувани сограѓани, влегуваме во последните денови од владењето на локалната власт, предводена од СДСМ на чело со градоначалникот Сашо Велковски. Во неговата програма за живот во Свети Николе ветуваше многу проекти со кои ќе се подобрил животот на граѓаните. Ветуваше изградба на спортски сали, дом за стари лица, гасификација, замена на азбестни цевки, младински културен центар, куќа на спортот, базен, речно корито, мостови, канализации, градинки и што ли уште не. За селата и да не зборуваме, потполно беа заборавени од овој градоначалник во заминување. И тоа малку што го направи беше само континуитет на проекти наследени од претходната локална власт предводена од ВМРО-ДПМН. Сашо Велковски ќе биде запаметен како најслаб градоначалник во историјата на Свети Николе со нереализирани 85% од проектите ветени во неговата програма. Јас, Дејан Владев, кандидат за градоначалник на општина Свети Николе, заедно со моите соработници, ветуваме сосема нов пристап на работа во локалната самоуправа. Ќе сторам буквално се што е во мојот домен и моќ Свети Николе да биде модерен град и пристојно место за живење. Во никој случај нема да ветуваме нереални и мегаломански проекти, туку акцентот на нашата работа ќе биде решавањето на реалните проблеми со кои секојдневно се соочуваат нашите сограѓани. Асфалтирањето на улици, изградбата на канализација, уредување на речното корито, изградба на спортски сали, хигиената, воведување на ред во сообраќајниот хаос, младите, спортот, уредување на новиот парк со нови содржини, Била Зора, местоста Мавровица, пензионерите, земјоделците, семејствата од социјален ризик ќе бидат наш приоритет. Ветувам чесен пристап со сите сограѓани и отворени локални институции. Ќе работиме честно, одговорно и редовно ќе даваме отчет пред граѓаните на општина Свети Николе. Од оваа говорница сакам да упатам порака дека сме решени и истрени до зацртаната цел победа на локалните избори и ништо нема да не поколеба во тоа. Ниту централната и локална власт со сите механизми што им стојат на располагање, ниту пак од режираната и непринципиелна коалиција предводена од истрошени политичари со сомнително минато, оставена како кукавичко јајце пред нашите, но и вратите на сите сограѓани на Свети Николе. Едно е сигурно, нов градоначалник на општина Свети Николе и мнозинство во Советот ќе бидат од редовите на ВМРО-ДПМН. Да живее Свети Николе, да живее Република Македонија. Македонија за сите луѓе. Ви благодарам.